Новите истраги на специјалното обвинителство не пропагаат. Бомбите ќе ги слушаат, но нема да ги користат како доказ во судска постапка. Специјалните обвинители имаат рок до септември 2020 година да ги преслушаат разговорите, а преку нив да доаѓаат до други докази. Законот предвидува бомбите кои не се дадени како доказ во судовите да се чуваат во СИО 1 година по правосилноста на одреден предмет, за потоа да бидат уништени. Вакви пракси СИО ќе има за предметот талер за незаконското финансирање на ВМРО-ДПМН, случаите против бизнисмените Јордан Камчев и Сашо Мјалков, функционерите на Дуи Али Ахмети и Бујар Османи, меѓу поранешните министри Зоран Ставревски, кој беше прв финансиер во владата на ВМРО-ДПМН. Со предлог законот се пробива начелното правно мислење на Врховниот суд, од каде се произнесува дека СИО не може да покренува обвиненија. Обвиненијата покренати по 30 јуни 2017 година и истражните постапки што ги спроведува јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, до влегувањето во сила на овој закон, продолжува да ги спроведува специјалното јавно обвинителство. Специјалната обвинителка Катица Јанева ќе добие шеф, републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески. Специјалното ќе одговара пред редовното обвинителство, предвидувајќи СИО да се вклопи со ЈОРМ. Јовески нема да може на тимот на СИО да му одземе предмети, но републичкиот обвинител ќе пресечува ако има судир на надлежности меѓу обвинителствата. СИО се предвидува да биде автономно и задолжено да гони висок профил на корупција и криминал. Мандатот на шефицата на СИО Катица Јанева според предлог законот предвидено е да трае уште една година, а наредниот специјален обвинител со мандат од 4 години ќе го бира Советот на јавните обвинители.